Убав и среќен ден, драги наши верни пријатели на емисијата Вкусот на традицијата. Голем поздрав ви упатуваме од Златно буре Кучково, комплексот кој што ќе ви ги понуди сите уживања, ќе ги задоволи сите ваши страсти, дали према природата, прошетката, пешачењето, возење точак или пак кон традиционалната кујна. Се на едно место. Но и кај нас во Вкусот на традицијата е се на едно место, токму на иста локација, но имаме еден посебен, многу драг гостин во денешната емисија. Сакам да ви го представам нашиот драг пријател, инаку готвач по професија, тој е господинот Бојан Велјановски, кој што ни доаѓа од Свети Николе, член на Националниот сојуз на слепи на Македонија, а воедно имаме и посебна причина зошто е во емисијата Вкусот на традицијата, поради тоа што тој на светско ниво, значи во Индија се одржа интернационалниот надпревар Golden Eye Chef и тој го освои првото место. Браво за тебе! Браво, секоја чест! Секоја чест, Македонија се гордее со тебе. Еве, ние сакаме преку нашата емисија Вкусот на традицијата да дознаат гледачите за еден таков надпревар. Тоа беше, верувам, голем предизвик за тебе, така? Точно, да. Точно беше. Пред се сакам да се заблагодарам за поканата и прекрасната најава. Поздрав до сите гледачи пред малите екрани. Што се однесува за надпреварот Golden Eye Chef, тоа беше едно фантастично искуство пред се, како лице со визуелна попреченост. Така да со тоа сакам да упатам нели до сите кои што имат визуелна попреченост да да се појават пред да излезат нели на секаков надпревар, дали е готвење, дали е шах, голбол или слично, да не се нели затварат дома како лица со визуелна попреченост, току да излезат и да се дружат, да се забавуваат и награди да освојуваат и да бидат среќни во секое поле. Браво! Ти така. Инаку си познат, ти не мируваш, така. Гледам дека прекрасно другарувате, значи присутни сте и на многу настани и така натаму. Да. И сите прекрасно функционирате заедно. Точно. И ти исто така имаш и уште други професии со кои што се занимаваш, кои што го исполнуваш своето слободно време многу конструктивно. Да. Тоа е, значи, го имаш својот YouTube канал, така? Точно, имам YouTube канал. На некој радио беше. Да, Ајде им објасни ми тоа на гледачите. Да, снимам и емисија на ЕСИ радио, која што е наменета нели за готвење и каде што нели радиото е наменето за лицата со визуелна попреченост, па така како јас како кувар, како готвач нели им покажувам нели на слушателите на ЕСИ радио и исто така и на оние кои што го гледаат радиото, нели за разновидни рецепти готвам и тоа е тоа. Браво, значи може да те најдат на твојот YouTube канал Бокис Кичен. Бокис Кичен. Да. Ете така, супер. Точно. Значи сега веќе нашите гледачи знаат каде може да допрат до сето тоа што ти го работиш. Да. За денешната емисија Рецепт на денот, што ќе ни подготвиш? Денес... Ова е тоа што ти го направи во или не е, не, ова е друго рецепта. нешто, така, да. Твоја рецепта, да. Како се вика? Ова е свинска ролована. Свинска ролована вешалица, така? Да, точно така. Одлично. Што се е потребно да го направиме овој рецепт? Па за овој рецепт потребно е 2 вешалици. Исчукани, да. Така. Неколку парчиња шунка. Се извинувам, колку грама е отприлика 2 вешалици? Па двете заедно се околу 400 грама. 400 грама, да. Одлично. Понатаму што се е потребно? Понатаму одиме со неколку парчиња шунка, односно колку 2-3 ќе ставам јас внатре. Така. И 2-3 значи, парчиња, 6. да. Отприлика 6 да, за отприлика двете. 6. Да, и сланина колку имаш? Сланината тек после нели кога ќе ја мотам, колку е во количина?
3-4 парчиња ќе употребам ленти. Ленти за една. Да, за една. Значи пута 2 имаме 8. 8, да. И 3-4 парчиња кашкаво ќе за едно, значи, да. ние секогаш пошто имаме тука две Да. мешалици, ќе го помножиме со 2, значи околу 8 парчиња, тамани толку се. Да, 8 парчиња да, само да се кашкавал, потенки, кој нели, што е сечени. за печење, баш специјален така за Точно. печење за Да. така. А понатаму? Понатаму одиме со 500 грама млад компир, само да Така. бидат помали, нели, компирите. Така. Од зачин ќе користам сол, црн бибер, малку буковец, шери домачиња за декорација и салатка за декорација исто. Така. И сенф, да. Заборавив, Малку- да, малку и малку сенф сенф. ќе ги намачкаме вешалиците и масло, нели, за пржењето. Да, затоа што нив ќе ги пржиш, Да, така? така. Одлично. А лукот го ставивме тука, знаете зошто? Тој е по желба. Да. Иначе во рецептот не оди, но доколку некој сака, Точно, може да стави, употреби, може да употреби. Да. Ајде сега, Бојан, кујната е твоја. Боки, Да кујната е почнеме. твоја. Да почнеме. Значи, најпрво започнуваме со компирот, затоа што ќе се печи компирот и прво започнуваме со него. Значи, го сечиме на X, Така. правиме мали засеци на X и ставаме во плех за печење. Добро. А намастуваме плех или... Не, Значи, само ги ставаме, после одозгоре ќе ставаме само малку масло и сол и ќе ставаме да се печат. Добро. Да. Така. Значи, за успешен готвач треба да знаеш и организација на Точно, времето, да. така? Да, Еве, ти го организацијата. направи токму тоа, затоа што најповеќе време е потребно Точно. за компирот да се испече, додека тој се пече, ти ќе ги правиш останатите Точно така. работи. Ете така. Да. И сега додаваме Малку сол. така. Одозгоре. И малку масло. И малку масло. Повели. Каде? Еве го маслото, фала ти. повели. Значи на секое компирче помалку одозгора. Да. Ете така. А јас ги носам во кујната да се печат, додека сите овие работи и овие роловани вешалици Так. ги направиме, компирот ќе биде испечен. Се враќаме на местото. Еве, компирот отиде веќе Да. во рерната, а ние сме подготвени, Бојан, да го Да видиме почнеме ролованата. процесот на подготовка на ролованата вешалица. Добро исчукана. Добро нели? исчукана, На претходно, стреч да. фолија. Да, со малку масленце. Значи, што е потенко, тоа е подобро. Така. Значи, ставаме сега сенф. Малку. Мачкаме со сенф. Да, и го премачкувате врз цела вешалица. Така. Тоа стави го тука лажичето. Така. Следно додаваме шунка на долниот крај. И кашкава. И сега започнуваш со виткање. Ролањето, да. Треба Од цврсто да долниот биде крај, завиткано? Да, мора Цврсто. да биде цврсто за да не се Добро. нели отворе. Така. Ние ќе ставиме нели чичкалице, имаме. Аха. Така. Добро се разбира дека ова вешалица што е исчукана, не може секогаш да биде... Да. Но ти ги подсукуваш краевите, Да. така? Да, ги така подсукувам. објасни им тоа Да, на гледачите. точно. Си ги Значи краевите подвиткуваш. ги Така.
ставаме внатре. Сега ставаме чичкалица на долниот, на завршетокот, Така. за да не ни се нели отворе, додека се пржи. Уште една ќе ти треба? Да, уште една може. Повели. Така, стави си овде, додека и другата ја подготвиш. Така. Отлично. Еве сега одиме и со втората вешалица. Ја овие за почепкалки да ги спремам. Да, повели. Значи повторно истата постапка, ставаме сенф, премачкуваме Да. врз цела вешалица. Забележав дека сол не стави. Дали се става сол? Доколку сака, може да се става. Да? Да, Доколку може, сакате, да. затоа што сметаш дека солена е шунката, Да, солена точно, е сланинката, и кашкавалот и доволно е тоа, Да, така? доволно. Добро. Сега, нели, секој има различен вкус, може Добро. да стави, нели, плюс. Може да додадеме, да одземеме, тешка Така, работа. така. Така. Значи така, сега следува кашкавалот. Точно. Така. Сега, пошто во едната ја направив без бибер, Така. следната сега ќе направам со бибер, баш да ја почувствуваш разликата и да ми кажеш кој е подобар, затоа што... Слушај, јас одма ти кажувам дека не сум меродавна, многу јадам бибер. Бибер, букове, значи се што Ете, ќе баш ставиш ќе- зачин, јас сакам повеќе да има зачин. Солено се сложувам. Да. Не сакам ни јас екстра сол, но сепак го имаме доколку некој сака посолено, нели? Тоа е Точно, по да. вкус, тоа е по желба. Така. Ете така. Баш ќе ми ја кажеш Да. разликата, баш ме интересира во овој момент. Да. Супер, јас сакам Да. баш на свинското мевце, така па дека ќе биде прженко, со бибер одма ти кажувам дека ќе ми биде поубава. Баш Да. ќе видиме. Да. Ете така. Значи ставаме чичкалици повторно. Добро. А кога ја ставаш сланинката? Сланината на крај малку да се запржи ролованата, па потоа ја ставаме Ги вадиш чичкалиците? Да, и потоа ја ролам ги робаш. во- Добро. да, во сланица. Тавчето масло ти треба за Да. тавчето, повели. Значи на загреана тава, Тава. Ставаме- На масло по потреба. да. Значи само малку е доволно за да нели да не ставаме многу. Аха. Добро. И сега одат на пржење. Точно. Колку време вообичаено ти е потребно да испржиш една ваква вешалица? Па види, вешалицата брзо се пржи. Аха. Ќе ја завртиш неколку Да. пати, така? Да, ќе се заврти, не му треба многу пржење. И така. Добро. Супер. Сега остануваме ова да го испржиме. Еве, повели со ова, мислам ќе ти биде Да, добро. одлично. Така? Ето. Феноменално. А и ова може ќе ти треба. Па можем тука да ги префрлам. Да. И јас така мислев. Да. Еве и сланинката. Па гледа едно-две да ти останат за мез. Да ти останат да си ги измезиме. Они после се подпекуваат нешто или ништо Не, со не. компирот? Значи, не. Значи не. ова е како финален производ, Не. добро? Значи, од кога ќе заролам во сланината, ја враќам пак повторно во истата тава да Така. се пропржи сланината. И толку И е. толку, да. Па да, внатре е тоа Едноставно, се... брзо, Да. И на лесно. сланинката, и на саламчето, и на кашкавалчето, малку им треба. Месото изчукано Да. убаво. Да. А што викаш да фрлиш малку солца на едното? Или на двете? На тоа со бибер ќе ставам. Ајде, добро. Ето.
Ете така, нека има и малку солца. Одлично. Те му ставаме после от другата страна. Само да видим. Още малко. Браво бе, Боки, значи до кај се веќе? Ева при крај се, сега ги вадам Така. и сега ги замотаме во сланинка. Леле, како убаво за мириса тука. Можеш да го тргнеш скроз настрана. Ете така и ќе го ке ни треба уште малку. Да, ќе ни треба уште малку. Значи сега ставаме 3 парчиња сланина. 3. Да. Со нетрпение очекувам да го пробам ова. Уште малку. Ете така. Супер. Значи да бидат ептен малку да се фаќат нели на краевите за да може да се залепи сланината. И чечкалиците за почепкалките да ги Да. извадиме. Обавезно. Ете така. Леле. Ова има да И биде сега? нешто фантазија. Роламе. Супер. Така. Ставете на страна. Сега постапката ја повторуваме и со другата, следната да. вешаличка. Да. И потоа само малку да се запржи и готово е, така? Да. Само малку, пошто сланината нели ни е суво маснат производ. Така. Полуготов производ. Така. Не му треба многу, само малку. Одлично. Сега повторно се враќа во Повторно во истата тава. тава и тоа е тоа. Значи, откако ќе се запржи малку и со сланинката, јас и шеф Боки се повлекуваме, значи, да го направиме аранжманот на чинијата, за кој што Боки е совршен во тоа. Значи, ќе ставиш малку марулка, шери домачиња, компирчињата веќе ќе ни бидат испечени, а на вас, драги гледачи, останува да останете со вкусот на традицијата и да видите како ќе изгледа сето тоа сервирано и ќе седнеме јас и Боки светски да си се наручаме, така ли е? Точно, да. И да уживаме во вкусот на ова вешалица што ти ни ја подготви. Значи, ова неколку минути само доволно е. Од едната страна, од другата, па се ако ќе пушти сланинката од тоа мрсничкото. Пенно мирисче. Слушај, и за ова, што викаш, ке ни треба црвено винце, Да, така? црвено. О, супер. Да. И салата нешто да направиме? Па може Или една си има салата. шери домачиња? Или нешто да ставиме, може лути пиперчиња со лук, оцет и магданос? Да. Како ги кажувам, така голтам. Така? Супер. Да, може одлично. тако. Еве, веќе се готови, одиме во подготовка на чинијата и да сервираме. Се гледаме. Што да ви кажам? Еве, сами можете да заклучите од оваа гледка на трпезата. Значи, Бојан, секоја чест, Боки. Благодарам. Браво!
Значи, пред тебе има една многу светла иднина во областа на гастрономијата, затоа што ти постојано истражуваш, правиш, ете си имаш и свој YouTube канал каде што ги презентираш своите рецепти, верувам дека сега ќе те заследат после емисијата. Ајде сега да ручаме заедно, така? И ова многу добро изгледа како си го подготвил. Ау, браво! Значи, како си се досетили за компирчево. Значи, се е со толку многу љубов направено. Само колку убаво се преливат боите на... Нели, да, зелено, црвено. И ролованото исто. Да. Браво. Да ти ставам јас? Ја ќе ставам. Ајде. Нека ни е на здравје. Имаме убава свежа салата, лути пиперчиња, пинџурче. Ова како добро мириса. На здравје. Па тоа е комбинацијата. Вистинската комбинација си ја направи. Леле, колку е вкусно. Да ти кажам, одма ми се пријаде, само што видов како изгледа. Како изгледа фантастично. Компирчето исто колку е добро. Мислам дека добро. гледачите треба да ја пробат оваа ролована. Нели? Прва лига е. Во моментот уживаме во вкусот на ова ролована вешалица. Да. Прекрасно е, рецептот го имате, направете го и видовте дека многу брзо се направи. Да, многу брзо се направи. 30 на минути за да се испечат компирчињата, додека тие се печа, ти го завитка, го испржи ова, го сервираше и ние си уживаме. Е толку вкусно. Да, браво. Да. Да ти кажам, им завидувам на твоето семејство, на пријателите кои што се во твоја близина, кои што постојано им правиш вакви убави специјалитети. Да. Ти благодариме многу и во името на гледачите. Да. Уште нешто сакам да ја поздравам мојата баба Деса, која што мислам дека во моментот ме гледа и да знаеш дека многу те сакам и го поздравувам цело мое семејство. Срце убаво. И браво, бе, браво. И јас ја поздравувам твојата баба Деса. Каде живее баба Деса? Битола. И поздрав до сите битолчани и од... И така, и до баба Деса. И знаеш ли, Боки, што е животот? Што? Она додека ги правиш и креираш плановите за иднина. Тоа е животот што се случува. А ние најчесто не сме свесни за тоа, ги правиме своите планови за иднина, а всушност животот е тоа, додека ги правиш плановите. Да. На здравје, прави добри планови. Да. На здравје. На здравје.